Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Денешната епизода ја посветувам повторно на оние сопки на патот во доењето. Меѓутоа, ја посветувам на една многу специфична тема со која што јас како советник за доење имам голем предизвик со неја. Значи не само јас, туку нели и семејствата. Тоа е една од оние теми кои што најчесто ги среќавам како проблем, иако зборувам за тоа многу често, имам и пишувано постови, имам и работилница специјална наменета токму за кои се разликите, нели, и на што да внимаваме кога дохрануваме со шише, меѓутоа да, дохранувањето со шише ќе го разговараме денес како потенцијален ризик за доењето. Нормално, на самиот старт би сакала да кажам дека нели самото дохранување со шише не значи 100% дека ние ќе имаме проблем со доењето. Меѓутоа сега би сакала, тоест со оваа епизода да ви објаснам зошто го викаме потенцијален ризик, за едноставно да сватиме целата позадина што се крие зад овој потенцијален проблем. Многу често мислиме дека дохранувањето со шише е релативно слично, ако скоро да речам блиско со доењето, дека самото дури често нели среќаваме шишиња кои што се најблиски до мајчината града, дали по форма, шишиња со различни протоци. Меѓутоа тука би кажала дека не постои ниту едно шише кое што е исто како мајчината града. Не постои ни шише кое што е слично како мајчината града, дали по облик, дали по проток. Меѓутоа, она што денес ние ќе го разговараме е не само, значи не е поентата на оваа епизода, ние не дохрануваме со шише и готово. Поентата е ако го правиме тоа да знаеме како да го направиме за да го намалиме тој потенцијален ризик. Меѓутоа, прво да поразговараме зошто ризик. Не е ризик само од аспект на силиконот како материјал, бидејќи тоа е само еден фактор, често нели викаме, па може да се навикне. И тој често ми го пишуваат семејствата, моето бебе најверојатно се навикна на шишето, го сака повеќе шишето, плаче за шишето. Тука би сакала едноставно малку да поразговараме на тоа фактор бебе. Значи, да погледнеме малку низ призмата на бебето. Литературата кажува дека во принцип нашите новороденчиња нели се раѓаат на овој свет и најсилни сетила со кои што располагаат се пред се, нели, оние што викаме тактилните сетила или допирот. Тука спаѓа, нели, и што со устата допираат, зошто е многу важно во тој предел, бидејќи тука има и носето, мирисот на мајчиното млеко, допирот на градата на мајката, значи тој контакт со кожата, сите тие се многу важни стимули за нашето бебе. Силиконот наспроти градата на мајката, значи нормално е различен и тука од аспект на бебето, да, некои бебиња тој сензорен инпут што го добиват или внес сензорен стимул од шишето, можат да го разграничат и да се адаптираат на истиот и после да се префрлат на града и да се адаптираат на тој стимул што го добиваат. И тоа најчесто се бебиња кои што, мислам, ова е моја
некоја логика и од мое искуство, јас би рекла, значи не научно, меѓутоа дека, сакам да речем, не е со студии докажано, меѓутоа, најчесто бебиња кои што се префрлаат доста успешно од шише кон града, се бебиња кај мајки кои што имаат добра лактација. Зошто дохрануваат со шише, тука нели се е индивидуално во секоја ситуација. Најчесто дохрануваат дали од страв, дали превентивно, не дохрануваат многу, меѓутоа тука повторно постои, секогаш ќе кажам, и постои оне генерален ризик за тоа што постојат повеќе фактори кои што треба да се земат во предвид. Меѓутоа, тоа се бебиња кои што пример немаат проблем од тој сензорен внес, од тој сензорен стимул што го добиват, немаат проблем да го разграничат. Мислам, проблем е јак збор да се примени, меѓутоа сакам нели да кажам, немаат преференца, еве да се изразиме така. Има бебиња кои што тој сензорен инпут различно го процесираат и се врзуваат за еден вид на стимул. За стимулот од кој што повеќе добиваат млеко, нели нормално, од кој што полесно се хранат, а тоа е најчесто шишето, и тоа не заради тоа што од шишето нели така тече, туку заради тоа што ние самите храниме со шишето на еден начин кој што ќе го дискутираме подоцна во оваа епизода. Значи, тоа е прв момент. Самото бебе. Значи, го имаме самото бебе како фактор кој што различно реагира на начинот на хранење. Тоа е прв еден мини ризик што го викаме од групата на потенцијални ризици. Следен момент е, ако бебето дури многу лесно се префрла од шише на града, следен момент кој што може да ни направи проблем е протокот. Како што кажав, манипулирање со протокот на млеко. Зошто? Кај градата, лактацијата, значи како функционира целиот тој процес на испуштање на млекото, не е исто како нели нормалното хранување со шише, тоа не би ни можеле да го споредиме, бидејќи во градата како резултат на секреција на хормони доаѓа до рефлексот на испуштање на млекото. Како ќе се испушти млекото, тоа е толку индивидуално кај секоја жена, дали ќе се бидејќи нели кога се лачи окситоцинот како резултат на стимулот од бебето кога цица на града, се стегаат самото жлездено ткиво, да речам, се стега, се случуваат контракции, се испушта млекото од келиите, нели од клетките во кои што се чува, наречени алвеоли. Како ќе се испушти, кој дел, како ќе стигне окситоцинот, дали во поголем дел од жлезденото ткиво, дали истовремено во повеќе места или, значи тоа се уште се истражува. Имаше едно прекрасно видео кој што секогаш им го праќам на тие што го следат курсот за доење, дека кај глувци е тоа се уште истражувано, дека под дејство на окситоцинот не целото жлездено ткиво го испушта млекото. Дел испушта сега, дел ќе испушти за можеби за 5 минути од сега. Меѓутоа, она што дефинитивно го знаеме е дека испуштањето на млекото не е константно. Текот на млекото од градата, значи интензитетот на протокот не е константен, не е ист. И тука бебињата многу често можат да тука бебињата во принцип често знаат да направат разлика кога се дохранувани од шише, особено, пак речам, кога им даваме да пијат од шише. Ако ги легнеме хоризонтално, ако го кренеме шишето нагоре и оставиме гравитацијата да си го направи своето и не направиме пауза, никаква, туку бебето ја испие содржината што е во шишето, тука ние веќе го имаме оној проблем да бебето пие голема количина во многу кратко време и пие со константен проток, кој што пак со кренато шише нагоре под дејство на гравитацијата е и релативно интензивен. Ако споредиме тоа со градата, значи кај градата, рековме, не функционира баш така, протокот на млеко е променлив со текот нели на подојот, како што трае подојот. На почетокот во таа стимулативна фаза дури може да е
да е само капки, да кажеме, меѓутоа кога ќе дојде рефлексот на испуштање може да биде многу интензивно, дури некогаш ако сте слушнали она споредба, чише тече многу брзо од града. Не, јас тука воопшто не би се согласила, заради тоа што кај многу мајки рефлексот на испуштање знае да биде толку интензивен да буквално бебето ја пушта градата, се трга, млеко шприца на секаде, дури да е многу поинтензивен од дохранување со шише. Меѓутоа пак ќе се вратиме на она променлив. Не останува ист цело време. И во такви ситуации, ако имаме проблем со силен рефлекс, ќе снимам нова епизода на овој подкаст, што може да направиме. Меѓутоа, и тој силен, да кажам, рефлекс на испуштање ќе се намали, како што нели поминува подојот. Па ќе дојдеме малку кога млекото тече пообавно, во таква фаза. Па можеби ќе се испушти нов дел на млеко од жлезденото ткиво, па повторно ќе се засили, значи протокот, па пак ќе се намали и така натаму. Значи имаме еден дисконтинуитет во интензитетот. Кој е ризикот тука? Ризикот е повеќе слоен. Прво би кажала дека дохранувањето со шише, особено на начинот на кој што го опишав, не му дозволува на нашето бебе да каже стоп, да каже чекај, јас сум сито, не сакам веќе. Заради тоа што добиваме многу голема количина, како што кажав, за релативно кратко време. Тоа е буквално исто како ние кога ќе седнеме да јадеме, нели гладни сме, и кога ќе се најадеме, она џвакаме, што се вика, не ни доџвакуваме, голтаме, и нема време да нашето тело преку секреција на одредени нели хормони даде сигнал на нашиот мозок доста е. Во рете, јас веќе се најадов. Значи, оној знак за ситост, оној сигнал за ситост, ние го пропуштаме и нели завршуваме. Толку брзо јадев, леле ќе пукнам сега. Требаше да застанам тогаш и тогаш, ама не застанав. Тоа релативно често може да се случи, тоа еден, да речам, од исто многу важните ризици. Зошто? Не затоа што бебето ќе го добие нели тоа млеко, дури не е ни ризик, не е ни најважен фактор самото доење во моментот, туку студии кои што сето тоа го поврзуваат понатаму со таквото преадување на некој начин, понатаму со обезитност, со дебелина, диабетис тип 2 и така натаму. Значи и со нездрав однос на детето понатаму кон храната. Значи тоа истото продолжува и со воведување на немлечна дохрана, кога мора се да се изеде од чинијата и така натаму. Затоа би кажала дека самиот проток и разликата на интензитетот и му дозволува на бебето една мала пауза, оддишка. Првично затоа што нашите, особено бебиња, нашите кога се новороденчиња, нашите бебиња, тогаш имаме еден момент каде што ни се уште учат, они успешно координираат цицање, дишење, голтање, меѓутоа им треба малку пауза, им треба малку ритам. И кога од шишето тече и доаѓа течност во устата, бебето мора да голта за да може да дише. И не може да каже не. Наспроти она верување, бебето ако не сака нема да пие од шише, па не. Многу често семејствата ќе кажат, па да, го испи целото шише, ама после поврати. Многу поврати. Значи поголема количина, исплука се, изблјуцка на 3 пати. Така што од тој аспект би кажала дека со шишето треба тука да сме многу внимателни. Уште еден ризик кој што произлегува од променливиот проток е следниот. Со многу семејства работам, чисто да ви го опишам предизвикот, кој што нели одат на оној момент, дојам од едната и од другата града и после дохранувам со шише за да ја надоместам онаа количина која што на моето бебе му недостасува. Иако тоа нели теоретски делува дека е навистина логично и стварно делува логично, значи бебето цица од едната града ја празни, другата града ја празни и го дохрануваме само она што му недостасува и така го заштитуваме доењето и го поддржуваме доењето и така натаму.
Која е реалноста, драги семејства? Реалноста е дека не функционира така лесно, уште да му го кажав ова на бебето и да се договоревме со него, ќе беше супер. Меѓутоа, што гледам многу често кај бебињата? Цицата од едната града, пример, и го имаме рефлексот на испуштање, меѓутоа, бидејќи се дохранувани со шише и не се навикнати веќе, значи си имаат, не се работи само за навика или она, јас сега се и наетам, тука едноставно се работи, тие не знаат поинаку. И првиот момент кога рефлексот на испуштање на млекото ќе се подзабави, значи ќе имаме малку поспор проток, бебето ја пушта градата. Меѓутоа, во градата има уште млеко. И доколку бебето не било навикнато на шишето и на тој континуиран проток, бебето би се задржало подолго. Значи ќе било окей, дури ако протокот е малку побавен и едноставно ќе имало трпение. Нашето бебе сега нема трпение затоа што не знае поинаку и ја пушта градата. Мајката го става и на другата града, тука имаме рефлекс на испуштање, бебето цица и само што ќе престане рефлексот, бебето повторно пушта градата, затоа што се намалува протокот и мисли дека е крај. Меѓутоа, бебето продолжува да плаче заради тоа што е гладно и тука го даваме ние шишето. Она што е проблем е што во градите има уште млеко. И тоа млеко, останувајќи неотстрането, сигнализира да се намали производството, бидејќи нашите гради не знаат, нели, дека нашето бебе добило екстра млеко од шише. Доколку не е измолзено мајчино млеко. Доколку тогаш ние се измолзиме, да речеме, нели, повторно одржуваме лактацијата, меѓутоа, ако одиме, нели, по на варијанта, па бебето ја испразни градата и затоа не сака, затоа плаче зашто нема веќе, тогаш одиме токму кон оној проблем што се вика намалување на лактацијата. И со секој ден замислете си како останува млеко, рефлексот на испуштање, значи бебето добива се помалку млеко, бидејќи се помалку се лачи, и токму се случува она кое што јас го добивам како објаснување кој е проблемот на семејството, а тоа е моето бебе се помалку време седи на града и се повеќе плаче и се фрустрира на града, а се повеќе и повеќе се зголемува количината која што ја добива со шише која што му е потребно. Иако тоа семејството го правило 3-4 недели со надеж дека ќе се скрати дохраната, а ќе се подобри лактацијата, а тие тргнале буквално во спротивниот правец. Имаат многу поголем проблем од што имале реално иницијално. Тие се, значи, некои, да кажам, главни ризици кои што се, нели, кои што јас секогаш многу транспарентно им ги кажувам на семејствата, особено кога работиме на курсот, дека постојат неколку, овие се најважните, меѓутоа тука би ги спомнала и другите кои што се исто така многу вредни за спомнување. Тоа е фатот на града. Значи, фатот на града е уште еден момент кој што навистина мора да се напомене тука, а тоа е фатот на града кај шишето е речиси секогаш плиток, додека фатот на града за да имаме успешно доење, да немаме болно доење, да имаме ефективен трансфер на млеко, треба да е длабок. И сега што се случува? Имаме бебиња кои што немаат проблем, значи да реагираат на сензорниот стимул и успешно се префрлаат од шише на града. Океј, силикон града, немам проблем. Меѓутоа, нивното, да речам, фаќање на градата или оние моторички движења кои што ги прават додека цицаат, ги пресликуваат на градата оние кои што ги имаат кај шишето или оној плиток фат. Слободно отворете видеа, јас имам и во работилницата тоа многу убаво го гледаме, видеа, слики, како бебе цица од шише, како бебе цица, викаме, со добар фат на града. Значи, бебето на градата треба толку убаво да ја фати, треба да земе голем дел од ткивото на градата, особено несиметрично, да речам, од долниот дел на градата, под ареолата. Значи, треба да направи убав силен вакуум, за да може убаво да стимулира градата, за разлика од фатот на шише.
Фатот на шише е секогаш плиток, млекото веднаш тече. Позицијата на јазикот е различна. Значи, тука сега веќе зборуваме за оние орални движења кои што ги прави бебето кога цици, кога пие од шише. За да пие од шише, вакуумот го прави со горната и со долната уста. Јазикот тука е повлечен поназад. Додека за да цица бебето, вакуумот го прави со горната уста и со јазикот. Значи, буквално имаме различна позиција на јазикот, имаме различно инволвирање на различни мускули, орално-фацијални мускули за време на доењето. И, како што кажав, некои бебиња немаат никаков проблем, плиток фат е длабок фат. Буквално, се зафркаваме со семејството, па нема проблем, што и да му давам цица, пие, нема гајле. Меѓутоа, има некои бебиња кои што по само неколку пати дохранување со шише, мајката вика од нормално хранење без да имам болка со доењето, наеднаш јас имам рани на брадавиците, имам болка, имам чувство како бебето да ми ја џвака градата. Значи, тука е оној момент каде што бебето отсликува движења кои што ги прави додека пие од шише, ги отсликува истите додека цица на града. Тоа, како да кажам, тоа со јазикот е дури интересна работа во принцип, заради тоа што самата позиција на јазикот игри голема улога за појава на воспаление на средното уво кај бебињата или отитис медија, значи стварно кај бебиња кои што пијат од шише, заради таа позиција на јазикот, едноставно ни придонесува и кон појава на отитис медија. Меѓутоа, тоа е докажано, меѓутоа, пак ќе кажам, потенцијален ризик. Секогаш кога зборуваме за ризици, зборуваме за потенцијални ризици. Како да дохрануваме доколку користиме шише? Прво би рекла како да дохрануваме без да користиме шише. Најслободно, без никаква паника може да пробате да дохранувате со малечка отворена чашка. Иако се работи за новороденчиња, немаат проблем да пијат од чашка. Буквално само се става до устата на бебенцето. Имам во мојата работилница шише наспроти доење, имам и убаво прикажано како сето тоа изгледа. На курсот исто така има видеа, прикажуваме како се дохранува со чашка. Не е некоја голема, најдете на YouTube, не е некоја голема философија, да кажам, да предизвике првите неколку пати, додека се навикнете, знае да биде, ако бебенцето малце, поголемо знае да биде и малку, нели имам и мала несмасност тука, па да се истори, па да се направи малку, нели што викаме лом, меѓутоа, кај новороденче, не би требало да е до толку проблем, особено што можеме и да додека го храниме со чашка, можеме и речињата да му ги поттргнеме малце внимателно, значи да даваме. Пак ќе кажам, не е до толку предизвик. Знам дека во прв момент делува многу страшно, меѓутоа одамна не е. Одамна се применува овој метод на секаде низ светот како breastfeeding friendly метод, значи како метод кој што навистина нема ризик за доењето. Зошто? Бидејќи бебето не цица. Кај ризици што викаме со доењето се оние моменти кога бебето треба да цица од нешто што е различно од града и каде што може да си каже јас ова повеќе го преферирам, мене ми е вака полесно. Исто така кај новороденче, пак би рекла, многу зависи од количината што ја дохрануваме. Например, кај новороденче најчесто и количините не се толку големи за дохранување, меѓутоа ако имаме голема количина понатаму за дохранување, јас тука би кажала дека можеби е вредно да се размисли за дохранување директно на града. Преку систем за дохранување. Тоа е еден прекрасен начин како да се дохрани бебенцето, според мене, заради тоа што буквално цица има нула ризик за доењето, дури го поддржува доењето, ја стимулира градата и во моменти кога бебето ја добива дохраната. Меѓутоа за тоа ќе снимам дополнителна епизода. Пак би рекла, држете го шишето како последна опција, иако знам дека нам ни е прва опција. Навикнати сме, знам и јас исто кога бев бремена првиот пат,
имав и купено 2-3 шишиња за секој случај, па после болница докупив и 4-то шише кој што го добив нели како препорака да го купам исто како града, не течело млеко и така натаму. Повторно ќе кажам, шише е шише, без разлика на се, значи шише е шише и се надевам дека сега ви е малку појасно кои се ризици ги носи. Меѓутоа, ако не пробате друга варијанта, значи чашка или пробате, едноставно не можете, со тоа што имате трпение, не секогаш од прв пат успева. Меѓутоа, набравме чашка, кажавме систем за дохранување, шприц исто така, со тоа што не со шприцот директно во устата, туку има еден исто доста поефективен метод, го ставате вашето мало прсте во устата на бебето, нормално убаво измиено, нели се, го ставате во устата на бебенцето, почнува да го цица, значи да шмука, го стимулирате рефлексот на испуштање и од страната на устичката со шприцот давате млеко. Пак ова ќе кажам, шприцот например не е метод за дохранување на долга патека. Значи тоа е на почетокот, кога например ни треба буст, кога бебето треба да добие нешто екстра заради жолтици и така натаму. Меѓутоа, верувајте ми, оние кои што се едуцираат и знаат уште од самиот почеток што да прават, дури ако малку работите не штимаат, многу ретко имаат потреба да применат шише, да има ризик и да имаат после тоа проблем со доењето. Затоа знам дека делува можеби, не знам, чудно и можеби не сте размислиле, јас барем никогаш не размислив така, кога бев прв пат бремена, меѓутоа вреди да се вложи во едукација, вреди да се вложи во знаење, како да се справите, да препознаете кога имате проблем, бидејќи најголемиот проблем ја што го имаме недостаток на едукација кај семејствата, не знаат што им се случува и кога веќе ќе востануваат дека имаат проблем, тогаш веќе проблемот е навистина поголем од оно што го имале на почетокот кога не го препознале. Тогаш викаме веќе сите знаеме дека имаме проблем, меѓутоа треба да ги познаеме знаците кога нешто веќе почнува да се случува за да го спречиме. Значи, едукацијата навистина е, па да кажам, и од аспект на цени, не само кај мене, туку и на општо на пазарот и во Македонија и надвор, едукацијата навистина е многу достапна, многу приступачна, ако земете во предвид дека нели сите трошаци на листата за бебиње што ги даваме, например, купувате превентивно пумпа воопшто не ви треба или така натаму, сега не е поентата да ви ги правиме финансиските, да се мешаме финансиите, меѓутоа сакам само да напоменам дека навистина знаењето навикаме е 5 пари за оној кој што сваќа дека му треба. Знам дека листите кои што ги правиме за бебиње и се направат доста сигурни, еве се спремна сум, сега може да дојде бебето. Меѓутоа, ова е моје лично мислење, пак не мора да се согласите сите. Моје лично мислење е дека премногу и финанси се вложуваат, што ни ја дават она сигурност, еве листата, штиклирав, се имам, сега е се во ред. Меѓутоа, најважното го немаме, а тоа е едукација за тоа како изгледа нашиот живот понатаму со новороденчето. Значи, ги имаме ние реквизитите, меѓутоа, што да правиме со нив и како да го манипулираме секојдневието понатаму, ние тоа го немаме. Многу често, значи преку 95% од семејствата кои што доаѓаат дома, едноставно се преемотивни, преморени, не се, значи стварно тоа секогаш го потенцирам. Не си ти, не се чувствуваш како себе си. Си поминал низ еден бродолом, емотивен, физички, кој како сака нека го каже. Значи, навистина е многу интензивно преплавени сме со емоции и кога ќе дојдеме дома, едноставно, што е она кое што треба да го знаеме, ние најчесто не го знаеме и тука
сме несигурни и се плашиме, имаме притисок некогаш од околината, и ако не знаеме да ги препознаеме знаците кај нашето бебе, тогаш навистина сме во една паника, правиме работи кои што можеби воопшто не требале да се направат и едноставно го зголемуваме проблемот, наместо да го решиме уште во самиот старт. Би сакала тука само уште да напоменам како да дохрануваме доколку степак користиме шиша. Значи, вемувам имате во предвид дека и тука постојат ризици, меѓутоа ова е единствениот начин кој што во моментот, нели, може да се најде, кој што го доближува дохранувањето со шише да биде најблиску што може до доењето, тоа сепак не е воопшто блиску, меѓутоа барем да е најблиску што може. Најважно го држиме бебето речиси вертикално. Значи не го легнуваме хоризонтално. Шишето е тоа што го држиме хоризонтално додека бебенцето е поставено вертикално. Устата на бебето треба да се наоѓа на широкиот дел од цуцлата. Значи тука симулираме што подлабок фат. Цуцлата викаме да е што подолга, да има долг врат, а широка основа, заради тоа што така го стимулира на момент кога бебето шмукнува, значи го прави иницијален вакуум на градата, и да има што помал отвор, кој што овозможува најбавен проток на млеко. И хранењето го правиме со ритам. Иако не можеме да оствариме ритам кој што е ист, нели, со доењето, меѓутоа треба да биде самото хранење бавно и со паузи. Треба да трае од прилика колку што вообичаено трае подојот. Значи викаме како метод на компензација што млекото од шише тече побрзо и континуирано, ние сме тие кои што свесно правиме паузи. Прво, кога му го даваме шишето на бебето, го оставаме да цица во празно. Што значи тоа? Млекото во шишето не е стигнато до цуцлата, тука едноставно бебето цица, може би цица така пола минута, минута, пред малку да го подкренеме шишето и да дојде млеко. Што правиме со ова? Со ова ја стимулираме онаа стимулативна фаза кај градата, која што се случува кога бебето почнува да цица и кога таа сензација стига до нашиот мозок, дава сигнал да се лачи окситоцин, се излачува окситоцин, стига до градата и почнува рефлексот на испуштање. Тоа е многу индивидуално кај жените, значи кај некоја жена може да трае неколку секунди, кај некоја жена само што ќе го види бебето веќе се лачи окситоцин, кај некоја може би трае минутка до две, значи многу индивидуално, меѓутоа од прилика треба да го наблюдуваме подојот и да пробаме да го стимулираме тоа време. Понатаму го навалуваме шишето надолу, иако бебето пие, со цел да му дадеме една мала пауза. Значи, мора да му даваме пауза на бебето да земе, да издиши, да диши со тоа што не ја вадиме цуцлата од устата на бебето, бидејќи така се фрустрираат. Тоа е како да извадиме градат и почнува да плаче за тоа што нели некој му го зел јадењето. Тоа исто како кај нас, например, едно е јас да ти го оставам танирот и да ти дотурам цело време, повали пробај сега од ова, отколку да ти го земам танирот, па да не знаеш што се случува без да ти кажам дека ма чека, јас ќе ти донесам нов. Значи, останува цуцлата во устата, бидејќи рефлексот на цицење го имаме тука, тоа е тој што ги смирува, и му даваме на бебето, значи, мала пауза на секој, да речеме 10 до 30 голтања од прилика, значи малце онака да издиши неколку секунди, или гледајте го бебето, ако забележите дека му треба пауза, очите ги шири, или буквално некогаш малце да се подзакашлува и се дете му пауза, обавезно. Сменете ја страната на која што го држите бебето. Значи, исто како што би го сменили на другата града. Така го стимулираме, го потикнуваме развојот на видот кај новороденчето. Целта од прилика треба да ни биде бебето да добие максимум 30 милилитри за околу 5 минути. Значи, не да го преполниме со 70 за 2 минути,
туку полека. Ќе ги испие тие 70 ако му требаат. Само што му даваме шанса полека да го направи тоа, како што и се и за нас препораките како возрастни. Полека јадеме, да знаеме кога сме сити, да знаеме кога да кажеме не. Исправената позиција во самото доење, тоест дохранување со шише, помага многу и во регулирањето на гасовите. Значи, ќе ни помогне да имаме една поублажена состојба со грчеви, доколку имате проблем нели со тоа. И многу е важно тука уште една работа да се напомене, а тоа е да се гушка и да се држи бебето и во мигови кога не го храниме. Зошто? Значи би сакале да избегнеме асоциација на допир и прегратка со хранење. И секој пат кога ќе се земе бебето да мисли, се треба да јадам. Значи, буквално многу гушкање и во други мигови и не треба да го форсираме да испие се што имаме предвидено. Вредно е да се напомене дека дури да даваме адаптирано млеко, значи ова се нарекува ритмичко дохранување на бебето со шише и ова е метода која што се препорачува и кај семејства кои што дохрануваат само со адаптирано млеко или кои што дохрануваат само со мајчино млеко, измолзано млеко, само со шише. Без разлика или комбинирано, значи кои што дохрануваат измолзано мајчино и адаптирано млеко. Едноставно, самиот начин на дохранување со шише кажавме дека треба да му овозможи на бебето самото да регулира внес согласно на својот апетит. Често семејствата ја гледаат кутијата, особено нели кои што даваат адаптирано млеко, ја гледаат кутијата и викаат, за таа возраст бебето треба да испие толку и треба да испие толку и така натаму. Сакам да напоменам дека секогаш треба да се ориентираме од прилика на препораките за дневниот внес на млеко, значи во 24 часа, а да не се ориентираме на препораките кои што се на кутијата на адаптирано млеко. Зошто? На кутијата, ако забележите, сега јас ги немам проверено сите адаптирани млека, меѓутоа, ако се сеќавам добро од она што дамна го имав купено, пишуваше нели од толку до толку месеци, толку пати по толку милилитри. Од толку до толку месеци, ако забележите, се намалуваат бројот на хранењата, се зголемува по цена на тоа количината. Сакам да ви кажам дека тоа во реалноста воопшто не мора да е така. Многу е важно да ги следиме потребите на нашето бебе. Некои бебиња на вистини во доењето е така, значи тоа многу семејства може да го кажат кои што воопшто не користат шише, туку едноставно ексклузивно дојат. Има бебиња кои што си сакаат да цицаат почесто, по помала количина, меѓутоа доста пофреквентно се награда, додека некои бебиња се многу ретко, да кажам поретко, меѓутоа седнуваат, ќе се најадат и тоа е тоа. Затоа имаме и доење, пример, кои што се на 3,5 часа, некои бебиња, некои сакаат на час и пол, 2 да бидат нели доени. Заради тоа, ние кога даваме со шише треба да го следиме, да ги следиме тие потреби. Не треба да се само доените бебиња привилегирани, да бидат дохранувани кога сакат и колку сакат и да можат да си го кажат своето јас и да си ги изразат своите потреби. Таква шанса треба да имат и бебињата кои што се хранети со шише. Иако јас знам дека веројатно концептот на адаптирано млеко и нели оние термини на дохранување многу го олеснувале животот, меѓутоа што направиле за нас како човештво? Ние одземале можноста да бидеме своји, да бидеме индивидуални, ние одземале можноста да ги кажеме нашите потреби, а да не се прилагодуваме на нели нечии термини, на нечие системско функционирање. Тоа и веќе како возрастни го правиме и не секогаш ни оди толку добро, нели работно време тогаш до тогаш секој пат така натаму.
Меѓутоа, уште од, да кажам, сето тоа наметнување уште од најмалата возраст, значи од фаза на новороденче, дискутабилно е, значи, дека не може бебето сади чекај ке јадеш за 2 сати, значи тоа за бебето може да е стварно драма, доколку сака повторно да јаде, бидејќи не сваќа, не резонира како возрастна личност. Повторно ќе кажам, затоа денес се повеќе и повеќе се едуцираме, се повеќе и повеќе се прават истражувања и нормално јас имам некое чувство дека ги поправаме оние работи кои што сме ги направиле во минатото и кои што гледаме дека баш и не функционирале како што сме сакале. Ова пак е една многу подлабока тема за detachment, parenting и такви моменти наспроти на денешната нели промоција на attachment parenting, дека што повеќе сме тука, толку градиме по независни, по силни, да кажем, индивидуи, емотивно, па и физички. Така што и тие бебиња, како што кажав, да немаме доење, стварно заслужуваат шанса да можат да си ги кажат своите потреби. Тука некаде јас би ја завршила оваа епизода, за да не биде многу долга, и би сакала да ми споделите и вие, доколку сте семејство кое што веќе нели има бебенце, кое што дохранувало и со шише, споделете какво беше вашето искуство. Дали имавте проблем, дали немавте проблем, дали оваа епизода ви ги отвори очите и можеби можете да се навратите и да кажете аха, значи кај мене вака и вака беше ситуацијата. Доколку пак сте семејство кое што очекува бебенце, доколку бебенцето е уште во мешето, тука би кажала дека е вредно да се едуцирате, вредно е да отворите, да читате, да видите, едноставно да си дозволите да бидете спремни за она што следува понатаму. Ве поздравувам и ви благодарам многу што станавте со мене до крај.